Почитувани граѓани, почитувани новинари, пратениците вчера ги усвоија измените на Законот за земјоделство и рурален развој. Се постави правен основ државата да ги превземе неподмирените обврски на винариите кон лозарите. Со законските измени се создава можност владата да донесе одлука за дополнителна помош за одреден земјоделски производ, откупен најмногу пред 5 години од денот на донесувањето на одлуката, а неплатен од страна на регистриран откупувач. Дополнителната помош ќе се исплаќа преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како мерка предвидена во годишната програма за финансиска поддршка на земјоделството. Со овие измени, лозарите кои што во периодот 2014-2016 година го предале грозието на винарии, кои биле регистрирани во регистарот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а не добиле пари за предаденото грозие, ќе бидат обештетени и ќе го наплатат својот труд. Со ова се исправа неправдата кон овие наши сограѓани. Над 1,5 милиони евра ќе завршат директно кон лозарите во Тиквешкиот регион. Потоа, овие средства државата ќе ги побарува директно од винариите, кои ги направиле долговите на лозаропроизводителите. Покрај оваа финансиска интервенција ќе следуваат и редовните субвенционирања на лозарите кои треба да се исплатат во текот на овој месец. Почитувани, обештетувањето на лозарите е пример за вистинска грижа кон земјоделците, кон граѓаните кои што работат напорно и честно заработуваат. Парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, продолжува да ги решава наследените проблеми. Продолжуваме да носиме мерки што обезбедуваат повеќе пари за граѓаните и повисок животен стандард. Благодарам.